И вие овие 13 години, ако не се лажам, сте во Лондон, но доаѓате исто така и во Битола, вашиот роден град. Па што ве натера по толку години искуство да се вратите во Битола, да работите и тука кај нас? Ова е дефинитивно најпоставуваното прашање. Пак Лондон ми е базата. Често патувам напред-назад Битола, Лондон. Последнава година е малку обратно. Сум фокусирана тука за создавање на структура на самата фирма во Битола. Канцеларија имаме во Битола, каде и градење на тимот. Што ме натера, гледам дека можеме да направиме промена. Исто така спомнав начинот на дигиталниот маркетинг, до каде сме тука. Нели се уште фирмите на нивото на размислување е сакам пример лого или сакам Инстаграм профил и тука завршува приказната. Искуство во Лондон сакам да го применам тука, значи тие стандарди од Англија да се применат тука, меѓутоа нели адаптирано за македонскиот пазар. Воедно создавање на еден креативен хаб, значи место каде што фирмите ќе се комфортно од А до Ш, значи од сама стратегија, ребрендирање, од видео кампањи, водење на статистика, нели преку вештачка интелигенција, обработка на податоци, следење на тоа каде потфрлаат фирмите, сето тоа да биде под еден покрив, една визија која би сакала да ја применам тука. Одлично. Еве вие соработувате и со Плодност, болницата исто така и на кампања. Значи македонските брендови, односно фирми прифаќаат нели она што е поиновативно, поново да кажам, и ете токму затоа претпоставувам и вас ве одбрале да се работувате. Фирмите сакаат промени. Еве Плодност се поголема фирма, нели болница, различна индустрија сепак, каде што ги применуваме сите алатки. Нели започнавме со дигитална трансформација со Плодност, каде што во неколку оддели преминавме од традиционално во дигитално и сепак нели резултатите се видливи. Трите главни оддели кои што му се инвитрото, значи операции, неонатологија, но исто така тука за време на пандемијата доста промени направивме и со ковид центарот. Имаше имплементиравме дигитални сертификати, каде по СМС, нели со СМС пораки беа нотифицирани пациентите и со тоа се создаде еден екосистем каде што се возможи поголема ефикасност во здравството и пациентите, нели искуството на самите пациенти. Еден од вашите одмилени проекти. Последнава година паралелно работевме, значи на неколку кампањи кои се прикажуваат сега за инвитро и се две различни приказни, што сум посебно горда на тоа.